Кога се родил неговиот татко Савах, видел ангели Божии околу детето, како со оган го повиваат и пламен му даваат да јаде. Тоа било предзнак на огнениот карактер на Илија и на неговата од Бога дадена огнена сила. Сета своја младост ја поминала од богомислие и молитва, повлекувајќи се често во пустина во тишина да размислува и да се моли. Во тоа време владеел безбожниот цар Ахав, кој со својата сопруга се поклонувале на идоли, лажно идолопоклонство за кое подоцна ќе бидат казнети. По неговите молитви 3 години и 6 месеца не паднал дожд на земјата, а потоа со една негова молитва заврнал дожд и заедно со надпреварувајќи се, така да кажеме, со жреците Ваалови, 3 дена и 3 ноќи тие се бодале со ножови и го повикувале нивниот лажен бог Ваал да им помогне, но ништо не се случило, а пак Светилија со својата молитва Господ го услишал и пратил оган од небото и ја запалил неговата жртва. Бил прогонуван од царот за да биде погубен, се повлекол во пустината неколку на гората Хорив, каде што го имал и разговор со Бога и го почувствувал Бога како тивко ветренце и светло. Колку време што престојувал на гората, една птица му донесувала секој ден по едно парче леп на пророкот Илија. Чудно го ја умножил храната во домот на вдовицата во Сарепта, а пред своето заминување го повикал и Свети Елисеј, тоест негов ученик, да го продолжи неговото дело, неговата борба за верата вистинска, бидејќи во тоа време Израелот навистина бил отпаднат од Бога. Со својот кожув ударајќи како Мојсей на времето со стапот на Црвеното море, тој така ја разделил реката Јордан, а кога дошло време за негово представување, огнена кочија дошла и го земала Светилија на небото. Тој се јавил на светото преображение на гората Тавор заедно со Мојсей на Христа Спасителот, и како што пишува во Откровението дека тој кога ќе дојде за време на пред доаѓањето на антихристот на земјата, кога ќе се исполнат последните времиња за крајот на светот, дека тој и Мојсей заедно пак ќе дојдат, бидејќи не се телесно упокоени, заедно ќе дојдат да проповедаат покаяние и спасение.